Да, така е на исток, каде иднината веќе пристигнала, а на запад и не само во Данска, туку особено кај нас во Македонија, многу работи одамна се гнили. Кога станува збор за состојбата и условите во затворскиот систем, и самиот директор на Управата за извршување санкции признава дека иако Македонија географски припаѓа на Европа, условите таму се латиноамерикански. Денеска да си кажеме за состојбата која е загрижувачка во македонските затвори. Гости на оваа тема е Сонја Трифуновска, заменик народен правобранител. Добре дојавте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Деновиве направивте нова визита, нова посета на повеќе затвори во Македонија. Што е ново како впечаток што го донесувате? Кога заврши посетата последно? Вчера. Добро утро, уште еднаш благодарам на поканата. Значи, согласно правилникот за работа на нашата институција, ние секоја година планираме различно согласно областите какви истражувања ќе правиме, што ќе правиме, како ќе се организираме за да ги доловиме состојбите од терен, или ние имаме обврска сето тоа да го внесеме во годишните извештаи. Од мојата област се решив оваа година да направиме едно поголемо истражување за состојбите во нашите затвори во Македонија, и истражувањето ни се одвива во две фази. Во првата фаза, значи, која помина, испративме анкетни прашалници со поголем број на прашања до директорите на затворите, каде што за рок од извесен период, искрено да бидам, не беа многу ажурни заинтересирани, меѓутоа ги собравме прашалниците назад и сега веќе сме во втората фаза, тоа е значи теренското истражување и посета на лице место во самите затвори. Еве веќе втора недела сме по затворите, заклучно со вчерашниот ден кога завршивме со Идризово, го посетивме затвор Тетово и се разбира воспитно-поправниот дом. Декември месец ќе биде месец кој што ќе продолжиме понатаму. Се надевам дека до крајот на јануари ова истражување ќе го завршиме и ќе излеземе со еден подетален и посодржаен извештај во однос за комплетните состојби во затворите. Се разбира за она проблематика која што нас не засека, тоа заштита на правата на осудените лица и притворените лица. И притворените, се разбира. Во ред, прашањето беше вашиот впечаток, бидејќи вчера бевте повторно во посета на затвори, вие спомнавте истражување, за истражувањето исто така имам подпрашање, меѓутоа еве вака како впечаток што спомнавте посета на Идризово, Тетово? Тетово и воспитно-поправниот дом во Тетово, односно во Тетово, да. И што е вака последно од таму? Состојбата е иста. Алармантна, загрижувачка, нема подобрување? Состојбата е иста, да кажем, со години. Не се менува. Ниту на полошо, ниту на подобро. Еве сега имаше една информација дека се отвори и се реконструира петото крило. Еве ќе почнам со петото крило. Као новитет и нешто ново што се случува во затворот во Идризово. Нашиот тим на Националниот превентивен механизам дури веднаш беше на посета таму во септември месец, така да кажам. Изготви извештај, таму го прочитав и јас извештајот, го видовме ние во Народниот правобранител, констатирана е следната состојба. Значи, по препорака на Комитетот за превенција од тортура беше тоа оделение затворено во 2019 година. 2024 се отвара. Значи, отворени се неколку простори големи, да кажеме од една просторија дури од 55 метра квадратни, 47, 53, со по 17 до 18, 14 луѓе внатре. Реновиран е подот, реновирани се бањите, реновирани се прозорците, искречено и сите тие работи. После 2 месеца доаѓам јас со мојот тим, нели, на комплетната, значи, комплетно да го видам Идризово. Прво се упатувам во петото крило. Верувајте ми, јас 2 пати се сврте спрема стражарот, полициски, што мене ме водеше низ затворите, заедно со мојот тим, да го прашам дали сум јас во новото оделение, или ново реновирано, што излезе во јавност, нели, дека е реновирано. Да не се лажеме. Состојбите се катастрофални. Јас не можам сега до управата да упатувам критики, не. Делот, нели, од одговорноста имаат и самите осудени лица во однос на хигиената, која што самите си ја одржуваат. Јас не велам дека не им се даваат средства за хигиена. Меѓутоа, друго е прашањето дали се даваат доволно. Состојбата е катастрофална. Таму се по 17-18 луѓе, навистина се во просторија поголема, во простории поголеми, меѓутоа сега и прашањето е колку е тоа добро
во однос на безбедност, во однос на многу други прашања, да се во толку голем број во една просторија. Растерете најмалку состојбата, да кажам, во однос на ова, затоа што се дел земени од приемното оделение, дел се земени од четвртото крило. Добро, 17 луѓе во една просторија. Во една просторија, ама да кажеме од 55 метри квадратни или 47, 15, 16, 17, 14, тоа се големи. Не затекнавме походниците и тоа и МПМ од Националниот превентивен механизам го има исто така констатирано, значи нема кревети во ходници, нема такви работи, меѓутоа во однос на хигиена, во однос на расипани чешми, значи се уште постои. Тоа е нешто направено. Меѓутоа, каде е кривицата сега? Во моментот кога јас бев во Идризово неколку пати овие 2 недели оти голем е затворот, популацијата е голема, многу објекти има, не можеш да постигнеш се во еден ден и се уште не сум задоволна, значи планирам можеби уште неколку пати да одам пред да го завршиме истражувањето, значи таму навистина нешто не е во ред. Значи, одат осудените лица и викаат дојдите заменички да видите, нема парно, значи се расипала цевка, дојдите да видите санитарниот чвор, значи не е во ред. Да не зборувам во затвореното оделение, тоа веќе неколку пати сме го спомнали, каде што има голема популација, каде што таму се по 18 луѓе во мали простори, каде што креветите им се еден до друг, каде што не можат да се разминат. Значи, тоа е се согласувам со директорот за извршување на санкции. Значи, навистина се дури и деградирачки зборот во македонскиот речник не е доволен да опише таму ситуацијата. Не дека во Идризово пак нема објекти каде што има нормални услови. Таму се отворени нови згради 2017 година, полуотвореното и отвореното. И во ред е. Сега и таму има некои пропусти во однос на со директорот разговаравме, значи протек на вода од покриви, се тоа се санирало, меѓутоа условите се таму многу другачи и многу понормални, поповолни, отколку во амбулантното, да не зборувам за амбулантата кај докторката кој што ги врши здравствените прегледи, тоа е веќе друго прашање, во ред. Да. Генерално проблемот настанува, односно со години назад и се таложи и не може да се реши поради пренатрупаноста. Според последните податоци и нотирани во вашиот извештај за минатата година, значи како казна затвор, осуденици и притворени лица 2499. А имаме капацитет во сите установи 2113. Значи во секој момент во земјава имаме неколку стотици луѓе осудени и притворени повеќе вишок отколку што имаме капацитет. Моменталната причина состојба и за загрозената безбедност на состојба во затворите и за нехигиената, веројатно коренот на проблемот лежи и во пренатрупаност. Да, во ред. Токму тоа го зборувам. Можеш да им дадеш средства за хигиена. Дали е тоа доволно за да тие си ја одржат својата хигиена? Една работа. Втората работа, во секоја просторија, значи они немаат шкафчиња за да си ги стават своите ствари, те им се под кревет, до нив. Во тој поглед зборувам дека пренатрупаноста е еден од проблемите заради кој што се случуваат овие работи. Вчера, според информацијата, значи капацитетот еве само Идризово ќе го спомнам. Капацитетот на Идризово е 1089 места. Во моментов сега со најновиот податок 1204. Тоа се 115 лица само во Идризово. Значи имаме пренатрупаност во Куман, во Прилеп. Пренатрупаност имаме во Струмица, пренатрупаност имаме во Штип, пренатрупаност имаме во Битола. Значи не се почитуваат законските и оние нормативи на 6 метри квадратни за секој човек. На 4 метри. На 4 метри квадратни, пардон. Не. Се уште не. Јас едно можам да кажам во контекст на ова прашање. Значи ако народниот правобранител ги следи состојбите согласно законот, согласно член 36 од законот за народниот правобранител, и истите ги следи во однос на почитување на човековите права и за нерегуларностите и за непочитувањето и за констатираните состојби дава свој препораки кои што се во рамките на годишниот извештај и истиот се доставува до Собрание на Република Северна Македонија. Јас со големо жалење можам да констатирам во овој момент дека годинешниве, значи последниот извештај, нас ни е доставен во Собрание во законски утврдениот рок,
на пленарна седница не е поминат, препораките значи не се поминати, мерките не се утврдени. Согласно кој закон наш, значи на народниот правобранител, на таа седница треба да присуствуваат и представници од владата, мерките да се утврдат и владата е должна 2 пати годишно да го информира собранието за имплементирање на тие мерки. Имавте Тоа средба со годинава новиот се министар нема Филков случај. за правда, кој е надлежен за... Не, Зошто? До сега не побаравте? сега ќе побараме средба и со Филков да видиме што се случува во однос и на состојбите, што се случува со извештајот на народниот правобранител, кој што нас не е навистина многу битно. Многу битно како да ги надминеме проблемите ако ние не утврдиме мерки кои што ги препорачува народниот правобранител. Од друга страна, кога станува збор за пренатрупараноста, барем во извештајот за минатата година констатирате дека во притворските оделенија нема пренатрупаност, за разлика од затворските делови каде што лежат осудени лица. Меѓутоа тоа нема големо значење. Не. Таа пренатрупаност често резултира со зголемење насилство меѓу осудениците, намалување на можноста и на вработените во затворите се справат да ја организираат безбедноста и да ги заштитат осудените лица, односно редот и мирот во затворот. Од овие последни сега наши посети во затворите, не ни се имаат пожалено на такви нарушена безбедност, можеби затоа што согласно новите измени во Законот за извршување на санкции формирана таа интервентна полиција која што е формирана токму за таа цел да спречи навремено. Значи, сега како ќе одиме со истражувањето, така ќе ги продлабочиме работите, ќе навлеземе во содржината на проблемите, затоа што едно е нешто што стигна по анкетните листови, друга е состојбата на терен. Како што имаме прекубројност во однос на бројот на осудени лица, така имаме недостиг на кадар внатре и новиот директор кажа дека недостигаат неколку стотици вработени, дека голем број вработени затворски полицајци заминуваат од работа поради тоа што им е загрозена безбедноста, поради тоа што значи недостаток на кадар не само затворски. По затворите ние немаме ни соодветни лица ни за ресоциализација, воспитувачи, лекари и се, значи ништо немаме. Секоја година, значи се доставуваат бројот на потребна сила, дали е затворска, дали е воспитна, како би можеле процесите да течат. Многу е малку. Многу е малку. Емисијата со народниот правобранител почитувани гледачи е замислена со ваше директно учество, бидејќи и така велиме на отворена линија сте со канцеларијата на народниот правобранител. Денеска утрово ја имаме Сонја Трифуновска, заменик народен правобранител. Во таа смисла еве ќе ве повикам, иако темата е специфична, зборуваме за условите во затворскиот систем, со ваше видување, констатација или можност за представка до народниот правобранител да се вклучите активно во емисијата. Колегите од режија ќе ми известат ако има јавувања, ние ќе зборуваме сега за дел од вашите констатации: нехигиена на високо ниво, недоволна светлина, неопременост на просториите. Велите немаат каде да се разменат, нема немаат каде да ги стават работите. Да, нема своите лични работи, да. И тоа е така со години? Со години. И сега нешто што е исто така основно човеково право, правото на здравствена заштита на тие луѓе кои се тамо осудени и притворени, исто така недостига и здравствената заштита, нема кој да ги прегледа, нема доволно третман, нема доволно лекарства, нема доволно ништо веројатно. Има ли некакво мрднување? Нема. Еве, низ години назад. Искрена, ќе бидам, мрднување нема во ниту еден поглед, ни во поглед на доволна количина на лекови од примарната заштита, збориме сега, значи основните, ниту во поглед на кадарот. Идризово, еден доктор, се уште, сега има на 1200 на 1204 во моментот. Еден лекар. Една докторка е, еден, значи, општи лекар, значи, еден стоматолог, една стоматолошка сестра, две медицински сестри, еден лаборант и сега 2 недели со голема радост констатира дека е уште еден лекар, меѓутоа статусот негов работен се уште не е решен и никој не знае дали ќе остане лекарот или нема. И тој лекар е веројатно само 8 часови таму? Да. 8 со договор, со некој си договор склучен со јавната здравствена установа, оти знаете дека сега персоналот лекарски под јавните здравствени. Колку може еден лекар за 8 часа да прегледа и да им се најде на 1200 луѓе? Разговаравме вчера со докторката, имавме многу содржаен разговор.
во Идризово, најнапред морам да констатирам дека докторката воопшто нема услови за работа. Значи, воопшто нема услови. Дури таа мала надеж што постоела оваа година... Има амбуланта? Амбуланта, дури таа мала надеж, јас тоа морам да го истакнам, дека ќе биде реновирана, докторката во јули-август морала да се сели комплетно од амбулантата затоа што имало најави дека ќе се реновира, знаете, аптека да преселите, бирото да си го преселите и сите други работи, и одеднаш да ви кажат не сега, враќајте се назад, ќе продолжите со истата работа, ќе видиме кога ќе има реновирање. Не е во ред. Каде прегледува докторката? Во амбуланта. Зошто велите нема никакви услови за работа? Нема, затоа што не се опремени амбулантите како што треба. Што и недостига конкретно? Се недостига. Еве еден конкретен пример кој што исто така решив дека ќе го кажам, затоа што јас сум многу револтирана по однос на тоа. Значи се случуваат не тепачки, се случува некој да се повреди, популацијата е голема. 1200 луѓе, 1204 луѓе за таму. Некојаш вика ќе се повредат, ми треба гази. Значи, ние немаме доволно количина гази, доволна количина, јас морам тоа да го купам со своји собствени средства, затоа што тоа е основна работа. Основна работа е да имаш газа и превентивни средства за дезинфекција, така ли е? Нема. Има слушалки стетоскоп, како се нарекува? Значи, основните работи. Апарат за мерење притисок? Апарат за мерење притисок, апарат, нели, тежина, висина, за шекер, основните. Тоа не е опремено. Значи, не се доопремени. Јас не можам да кажам за сите затвори. Јас сега ќе ги посетам сите. Апарат за сите. ЕКГ има ли? Апарат за ЕКГ, да, во ред. Меѓутоа, сепак е тоа основно. Сепак е тоа основно. Добро, осудениците не добиваат и тоа постојано се жалат на нередовна и ненавремена терапија. Нема доволно терапија. Се жалат, имаме ние представки по однос на тоа. Вие знаете дека ние имаме предмети отворени по однос на овие работи, на се што е повредено од страна на вработените таму. Имаме представки по однос на ова. Меѓутоа, морам да кажам дека со сите сили се трудат да ги набават тие лекови и секогаш да им бидат на располагање на осудените лица. Не дека не се трудат. Проблемот е што нема доволно лекари сите да ги обслужат, да кажеме, во исто време. Нема. Не може една докторка да обслужи во исто време повеќе разболени, недобри, здравствено осудени лица. Како е во другите затвори кога станува збор за здравствената заштита? Помал број на популација има, може би постигнуваат, иако... Најкритично е, значи, во Идризово кога станува збор за медицинска нега? Затоа што другите имаат, некои имаат, некои немаат, да кажеме. Меѓутоа се испратени од јавната здравствена установа по 2 часа во текот на денот, по 4 часа. Постоечки кадар, кој што без разлика согласно новите измени во законот се под контрола на јавните здравствени установи. Немаме постојан кадар таму што ќе биде. Значи, ние имаме и затвори каде што воопшто нема постојан кадар, по потреба се викат. Да не збориме за психијатри. Дали јас тука ви прочитав за Идризово дека постои психијатар? Не, постојан. По договор се вика. По потреба се вика. Доаѓа. Не велам не. Меѓутоа го нема како постојано да седи тука. Еден од поголемите проблеми исто така е женските лица кои се на издржување на казна затвор, осудените жени, се исто така сместени во Идризово и тие... Да, го посетив и тоа оделение. Како е таму? Таму е изминативе години нешто реновирано. Условите се, како да кажам, далеку се од нормални, меѓутоа се пристојни. И од самите осуденички... Ќе ве прекинам тука, задржете ве молам мислата, бидејќи имаме гледач да чуеме со каков печаток се јавува. Повелете во програма сте кусове молам на темата. Ало, ме слушате? Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Само се замајува јавноста со овие правобранители, иако имам поднесено од затвор до правобранител таква пријава против командер со сите камери, никаква постапка нема поведено против него. Од друга страна, немаме болници за наркомани за дрога. Во затворите брие од дрога. Немаме кај да ги сместиме болните од дрога, па ајде по затворите. И на командирите полесно е да и набават дрога, да се издрогираат така се мирни, не се агресивни, и ајде
затворите ни се такви какви се се. Не работат ништо правобранителите. Добро. Тоа е факт. Ви благодарам на јавувањето, еве ќе и дадеме можности на заменичката Трифуновска да одговори. Констатацијата дека народниот правобранител недоволно ги застапува интересите на осудениците. Каков е проблемот со другата и има ли голем број на наркозависници во затворите? Каков е вашиот впечаток во однос на ова прашање? Метадонска терапија се дели секаде. Кој ја дели? Таа една лекарка? Таа една лекарка со двете медицински сестри. Стасува на... Значи стасува. Имате ли преглед, имаме ли евиденција како држава, како систем, колку од тие 1204 осудени кои лежат во Идризово, кои издржуваат казна таму, имаат проблем со зависност? Значи, ние сега со истражувањето ќе добиеме и таа бројка. Ние сега идеме, значи, во посета да видиме дали може да се обслужат тие на кои што навистина им е потребно тоа. Еве да кажеме конкретно, затворот Идризово, исто така можам, пошто ми се свежи информациите од вчера, дека докторката обслужува, значи редовно се добија метадонската терапија. Да немаме дилема. Со помош на тие две медицински сестри. Имаат, се спомна бројка, сега не сакам јас таа бројка, ќе ја ставам во годишниот извештај, не дека се праќаат во затвор осудените, се праќаат во затвор наркомани, не дека народниот правобранител. Се трудиме, значи на секоја преставка, на побаран разговор, да се оди, таму се оди. Значи секојдневно се тимовите таму. Гледачот рече во затворите врие од дрога. Имате таков впечаток и како таа дрога влегува таму? Бидејќи сте посетиле во текот на вашата кариера бројни пати сте биле во затворите, како таа дрога влегува таму и има ли точно ли дека има лесно е достапна дрогата таму? Во разговор со управите на овие затвори што до сега, значи перцепцијата на затворените лица дека со пари може да се купи се. Дека корупцијата таму се уште постои и дека тешко може да се искорени. Тоа го каже и новиот директор Пандов, рече дека некои таму се однесуваат како вистински шефови, поголеми шефови од шефовите во заштита од политичари. Така. Меѓутоа, ние како народен правобранител секогаш одиме таму каде што е повредено правото. Пристапуваме до осудено лице на кој што има повредено право и се пожалил до нас. Се отвара предмет, се оди се разговара. После се упатуваме до управата да ни одговори на дадените прашања, до докторката да ни одговори во однос на здравствената состојба, дали е даден лекот во времето кога требал да даде, дали е исполнета секундарната здравствена заштита, да кажем имало потреба од да се однесе осуденото лице на лекар специјалист, да, однесени се. Пандов во едно интервју во септември за МИА каже дека луѓето затвореници си имаат клучеви сами од келиите и влегуваат, доаѓаат и излегуваат кога сакаат, односно воопшто ги нема таму, дека се чувствувале дека одредени затворени лица имаат подкрепа од дел од директорите или надвор од некои одредени моќни политичари, што никој ништо не им може внатре, без разлика како ќе се однесуваат со затворската полиција или што и да направат во затворот. Има ли такви локални шерифи во Не знам дали има локални шерифи, ама јас со ова сега ќе го подкрепам со тоа што кога поминувавме ние по одредени оделенија, да кажеме, јас сега отварам врата да влезам во келијава, ми вика стражарот, затворено е. Добро, отворите вратава, не, клучот е, тој е работно ангажиран надвор, да кажеме од институцијава. Клучот е со него. Еве го одговорот. Стражарот нема клуч. Нема клуч стражар, значи осуденото лице си ја заклучува канцеларијата си оди. Како во хотел. Да, и се враќа назад. Тоа јас го затекнав. И тоа ќе го констатираме ние. Значи се согласувам дека можеби директорот на управата за извршување на санкции има поголем број на информации, меѓутоа ние како сега одиме подлабоко навлегуваме со истражувањето наше, наидуваме на секакви ситуации. Ке немаме време да зборуваме за женското делење само деловно го спомнавме, меѓутоа многу е важно тука и за децата кои, односно малолетните лица кои лежат За женското делење ќе завршам со тоа што во моментот таму има 82 осуденички. Значи во однос на хигиената. Но тие се онеправдани во однос на движењето нивно. Таму се сите во затворени дел и не можат да ги користат поволностите без разлика на тежината на делото. Меѓутоа во однос на условите каде што се сместени, не можам да кажем дека не се поволни, зависи се од себе си колку ќе одржуваат хигиена, меѓутоа релативно беше добро. Во однос на ресоциализација и образование, во Волковија
издржуваат казна и деца, малолетници, Да, 25 во моментот се, да. кои имаат право на образование, меѓутоа мислам дека ова е трета учебна година поред каде што нема. Значи, домотот како е отворен, таму нешто се прави. Има ли, тече ли? Ништо не се прави. Првото полугодие од тековната учебна година е кон финиш, кон крај. Започнато, значи нема. Нема часови? Нема часови, настава. нема ништо, освен некои практични обуки кои што се со меморандуми подпишани помеѓу невладини организации. Бидејќи повторно ќе го Настава. спомнам интервјуто на Пандов за Мија во септември, рече дека со Министерката за образование ќе направат напор оваа учебна година да не ја загубат децата, бидејќи ќе бидат трета или четврта поред. Се надевам. Имате ли најава, информација од Министерството за образование што се случува? Зошто не почне настава Значи таму? проблемот е многу едноставен, треба да помине законот за образование, тој е во собраниска процедура подолг временски период. Тој закон, измените предвидуваат да децата значи се воспитуваат во воспитно-поправниот дом и за да на крајот можат да добијат и одреден документ за формално завршено образование, значи свидетелство. Исто така, тие измени предвидуваат дека и основното општинско училиште Макаренко од Скопје ќе стане државно училиште кој што ќе има единствена образовна дејност, образование на возрастни лица, вклучувајќи ги и Како им минува осудените денот сега на тие деца таму? Бидејќи немаат ги настава? ангажираат со практични работи во однос на одржување, во однос на имаат они компјутерска настава таму, меѓутоа тоа е само иницијативно, од УНИЦЕФ се донесени компјутерите. Нема настава, класична настава, почнато е нешто. Ја управата, значи морам да истакнам дека од 5 нижили се труди, значи нешто да се спроведе тековно овие години, нешто се почнувало, се допирало, почнат образовен процес. Немавме време да зборуваме Меѓутоа, за пробација. Еден од начините да се реши делумно барем таа пренатрупаност, значи не мора секое лице да биде веднаш пратено во затвор, зборувам за оние полесни кривични дела. Не зборувавме исто така и за процесот на ресоциализација. кој што И Пандов се согласува, односно дава податок дека од 2400 затвореници само околу 100 биле работно ангажирани. Зошто другите луѓе не се ангажираат? работно ангажирани на ниво на цела Македонија, не само во затворот Затоа и велам, за толку. зошто не се ангажираат повеќе осудените лица налик на другите поразвиени држави, бидејќи работата е веројатно најдобриот начин тие да бидат вратени во системот по издржувањето на казната застава. Значи не може процесот на ресоциализација, кога ќе прашаш одговорно лице во еден затвор, како ви оди процесот на ресоциализација и што е проблем? Одговорот знаете што е стартно? Никако. Зошто? И ти сега го прашуваш зошто. И ти вели, нема образование, нема практична обука, не се стекнуваат одредени вештини, не се работно ангажирани. И они не се спремни за надворешниот свет, за инклузија во надворешниот свет по ослужување на казната. Што се случува? Се враќаат повторно назад. Знаете колку повратници има? Значи тоа ние ќе го пишуваме и во извештајот. Само во затворот во Тетово близко 40% се повратници. Зошто? Затоа што ништо од алките кои што се потребни за ресоциализацијата ги нема. Сите се скинати. Образование немаме, практична обука немаме, немаме усовршување, немаме работен ангажман на осудените лица, че ништо нема. Една работа само тука ќе кажам, еве во затворот во Прилеп. Направена е многу убава огромна хала, која што е спремна за да биде хала браварија. Од Советот на Европа предвидени се да се дадат 50.000 евра за машини. Знаете тоа колку ќе биде добро за ангажирање на осудените лица? Ќе се стекнат со вештини, со знаења, ќе бидат работно ангажирани, за да надвор ќе можат да ги искористат тие и полесно да влезат во општествениот живот која ќе ја завршат казната. Не се случува. Секоја година со истиот извештај. Предвидени се за следна година, предвиден и сега во анкетниот лист ни е стигната истата информација дека се предвидени за следна година, халата е изградена, не е пуштена во употреба. Фрунско, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската на Телма. Ви благодарам на поканата. Ете, почитувани, таква е сликата од македонските затвори за жал, а тие се највистинското огледало на општеството, односно на степенот на цивилизацијски развој на кој живееме.